Европската унија бара начин да го зацрсти своето геополитичко влијание во услови на засилена воена и безбедносна динамика во светот. Нова иницијатива на Берлин и на Париз. Балканот поблиску до ЕУ. Дали Европа го отвора патот за Западен Балкан или создава нова, помодерна чекалница? Што добива Македонија од ваквиот пристап? Новата политичка архитектура може да донесе решенија што до вчера изгледа невозможни. На оваа тема во студиото на Директно разговараме со Нано Ружин, поранешен амбасадор, човек од дипломатијата. Добар ден, добре дојдовте. Да, и Джелал Незири, мој колега и аналитичар. Добар ден и добре дојдовте и за вас. На Zoom линија ќе го имаме малку подоцна и Борис Георгиевски од Deutsche Welle, кој што ќе ни даде и една поширока европска перспектива од таму директно, за да видиме што овој план всушност може да значи. Ружин, ајде за почеток, што суштински нуди овој нов француско-германски предлог? Прво, општо е познато дека проширувањето е силна алатка на Европската унија, политичка алатка, која што се користи уште од самото конституирање на два нивоа. Во смисла на интеграција, подлабоко спојување на разните форми и методи на државите членки и од друга страна проширување кон нови членки. Годината која што беше одбележана со оној Big Bang, проширување 2004 година до денес, периодот се смета за неуспешен период на проширување, но 22 година се случи руската агресија и одеднаш сега се соочија две концепции во проширувањето. Онаа на критериумите на Копенхаген, со која што државите од Западен Балкан плюс Турција исполнува, иако Турција се откажа 2018 бар за сега. И втората концепција геополитичката, за која што вие кажавте исто така, она каде што на Украина и на Молдавија им се понуди брзо вклучување во Европската унија. Меѓутоа, тие два концепти се некомпатибилни и создадоа и фрустрација кај балканските лидери, создадоа незадоволство, па дури и поделба и меѓу европските лидери, така што се бараше некоја нова формула на која што ќе бидат сите задоволни. Таа формула се вика постапно или постепено интегрирање, што значи прво ги покажува желбите за апсорбција на нови членки од страна на Европската унија. Второ, со оглед дека има големи проблеми со јавното мислење, го заобиколува јавното мислење на овие држави членки, го заобиколува овој проблем. Трето, на технички начин се надменуваат политички проблеми. И четврто, се заобиколуваат главните проблеми на Европската унија, геополитичките проблеми во овој момент. Државите од Западен Балкан на извесен начин настојуваат да бидат вклопени во тоа, а јавните мислења во овие држави натаму остануваат доста фрустрирани, недоверба кон Европската унија, но колку толку се наоѓа одредена солуција за овие држави, мислам дека не е лошо да на извесен начин биде прифатено ова решение, но да не заборавиме дека решењето и натаму ќе биде реализирано во однос на Република Северна Македонија под услов да се исполни барањето за внесување на малцинствата во Уставот на Република Северна. Добре, што е ова тогаш? Забрзано членство или замена за членство? Или кој како сака ќе си го толкува за внатре, ќе викаме дека сме членки, надвор ќе велат се уште не се полноправни членки? Тоа е само техничка алтернатива како да се премости нешто во кое што се заглави Европската унија. Значи, може да се гледа од повеќе страни, но убаво е
наши представници да се најдат во европските институции, дури и без право на глас, додека не ги исполнат сите оние критериуми за, би рекол, заслуги на исполнување на копенхашките критериуми, а од друга страна, сепак на државите кандидати остануваат обврските да ги исполнуваат тоа што Европската Унија бара од нив. Да не забораваме и уште едно. Добро, и постепено користење на бенефициите од ова членство, кое што би го нарекол придружно, вакво или онакво, но сепак е членство. Но исто така може да зборуваме за еден мал вид на европеизација на македонската политичка елита, бидејќи таму ќе бидат представници од разни институции, и на останатите балкански држави, значи што може да го интензивира процесот на соработка на Западен Балкан. Иако овие сите држави се на разни нивоа, Црна Гора веќе не отиде нагоре, Албанија следи, па позади сме ние, па тука е Косово и Босна и Херцеговина, Србија исто тука има. Значи, тие се свесни за проблемите, на политичките проблеми на овие држави, но истовремено нудат еден вид билет да влеземе во чекалната со едно повисоко ниво, повисок квалитет. Но пак треба да се знае дека може да се случи да ве вратат на почетокот, како што беше и новата методологија. Всушност, новата методологија останува на значење и затоа сметам дека сепак тоа треба да се прифати во смисла да се покаже проевропскиот интерес на оваа држава. Незири, дали практично со ова се промовира конечно таа втора брзина за која што се говори веќе со години во ЕУ, со назнака претпоставувам дека земјите овде треба позитивно да гледаат на ова, со оглед на испреплетените проблематични односи меѓу различни држави, идни можни вета, проблеми и така натаму и така натаму. Мислам дека станува збор за градуална интеграција или интеграција на рати, што некои ја викат, постепена интеграција на земјите од регионот. И мислам дека е паметен потек од страна на Европската Унија. Паметен од причина што тие увидува дека полноправното членство може и да биде скоро невозможно членка по членка во Западниот Балкан, земајќи ги предвид сите тие спорови и недоразбирања кои се од поголемиот дел се од историска природа, и за членувањето, да речеме, Црна Гора и Албанија, па потоа Србија, Македонија, па не знам, трета група Босна, Косово, тоа би било невозможно, од причина што секоја од новите земји членки би го искористило правото на вето. И ние гледаме што се случува, речеме, со кај нас на Балканот, не само Западен Балкан, туку Балканот во целост, во однос на Македонија. Значи имаме грчко вето, сега не знам дали се е бугарско или не е вето, не знам, но гледаме дека се искористуваат тие позиции од членка на Европската Унија, од позиција на членка на Европската Унија, да се наметнат билатерални интереси, да се постигнат интереси кои што не се од природа. И Хрватска, Црна Гора во моментов е пример кој што веројатно ќе се одвива во наредниот период. Има три спора, еден е за тој историски музеј Јадран, кој е исто така има и за резолуцијата за геноцид, има исто така за една невладина организација Хрватска во Црна Гора, која што била оневозможена да биде регистрирана. Значи, секогаш се наоѓаат такви, како да кажам, такви причини за да се блокира членството на другиот. И Европската Унија гледа дека ако, да речеме, стигне Србија на прагот за членство, како што е денеска Црна Гора, и почне да се пишува договор за членство, како што е во случајот сега со Црна Гора, замислите кои би биле барањата на Хрватска за да ги исполни Србија за да стане членство, а тие барања никогаш нема да бидат исполнети. Сега, опцијата или Балканот во целост, Западниот Балкан, сите 6 земји, што не е баш по мерит систем членство, што сите земји се во некоја друга фаза на интеграција,
Додека втората опција е да се зачленат фактички граѓаните, но да се остави политичката структура и државната структура надвор од европските институции. Тоа би значило тие 4 слободи на Европската Унија да бидат запазени и да важат за граѓаните на Западен Балкан, слобода на движење на луѓе, на капитал, на знаење, на стока, додека во процесот на одлучување, значи земјата да има таа суверена моќ за да биде на масата и да одлучува и за Европската Унија, но и за себе, тоа да биде оставено понатаму, после еден период на европеизација на самите жители на Западен Балкан, европеизација која подоцна ќе произведе исто така и европски лидери. Зашто ние не можеме да бидеме оптимисти дека во догледен период земјата ќе биде полноправна членка на Европската Унија. Ние не можеме да го предвидуваме целиот процес од причина што имаме нон-стоп блокади или нон-стоп кризи внатре во Европската Унија. Имаме изборни циклуси во земјите членки кои што се сметат како локомотива на Унијата, како што е Франција и Германија. Секоја смена на власта таму се одразува и во процесот на интеграција. Затоа мислам дека е добро, со просто речено, граѓаните да се интегрираат, зашто и така се интегрираат граѓаните. Западниот Балкан од 18 милиони, колку што имаше пред 10 години, сега има 14 или 15 милиони. Но се интегрираат таму директно. Таму директно. А осиромашуваат тука државите. Токму така. А тука по тоа ќе треба да се доселуваат и други луѓе, зашто веќе има потреба од работна сила. Така што најпаметно е првин таа постепена интеграција на граѓаните, па потоа и нивните политички лидери. И мислам дека овој предлог, ако не биде одбиен од страна на тие политички лидери или државни лидери од Западен Балкан, мислам дека ќе биде една добра почетна точка за вистинска интеграција на регионот во Европска. Ќе треба да видиме секако и дали ќе биде прифатен од сите европски лидери на начин на кој што го предлагаат сега Макрон и Мерц. Тука би сакал да воспоставиме линија со Германија. Мојот колега Борис Георгиевски од Deutsche Welle го имаме на линија. Георгиевски, прво добар ден се разбира. Сакам да ве прашам во однос на ова што стигна како предлог од Мерц и од Макрон, какво е гледиштето на германската политичка сцена во однос на ова прашање? Реакциите беа главно позитивни. Она што го прочитав во медиумите беше секако позитивно. Позитивни беа одгласите и во политиката, би рекол во владините партии, дури во една од поголемите опозицијски партии, Зелените, исто така го поддржаа предлогот. Така да одиумот е претежно и во најголема насока, нели, позитивен. Она што вреди да се забележи во тој контекст е реакцијата која што стигне истиот ден од гласноговорникот за европска политика на владеачката CDU-CSU во Бундестагот, кој што, нели, поздравувајќи го предлогот, уште еднаш го кажа она што на многумина им е веќе одамна познато, а тоа е дека проширување на Европската Унија може да се случи дури откако Унијата внатрешно ќе се реформира. Така што, мислам дека во целата оваа приказна тоа останува клучот, но назад на предлогот на Макрон и Мерц, мислам дека е еден многу позитивна идеја и за целиот регион и конечно им дава на некој начин охрабрување на земјите да тргнат напред кон Европската Унија, па која како ќе стигнува и до каде ќе стигне, тоа претпоставувам останува во најголема мерка да зависи од самите влади кои што ќе ги спроведуваат процесите во нивните земји. Она што отвара процесот, отвара можност, отвара шанса и тоа беше забележано во германскиот печат, би рекол, и во медиумица. Како граѓаните и компаниите, бизнисот, значи целокупното општество ќе ги почувствуваат бенефитите од ова постепено, градуално членство, би рекол, дали тоа и тие бенефиции ќе одат постепено?
Сега мислите на граѓаните од Западен Балкан, нели? Точно така. Да. Значи, од така како што е предлогот на Макрон и Мерц, мислам дека дава шанса токму тој да се случува. Веќе гледате Македонија лани ми се чини, ако не се лажам, влезе во СЕПА програмата, тоа е банкарската програма нели за соработка со Европската унија за годинава до крај на годинава се најавува веќе влегување во роуминг фри зоната на Европската унија. Тоа се првичните бенефити и тоа конкретниот случај за земја која што е многу далеко од Европската унија. Натамошните бенефити секако би биле далеку поголеми во зависност од темпото на реформите и од остварувањето на барањата. Но влегот во заедничкиот европски пазар, мислам дека нема ни потреба да коментираме каков бенефит би бил за македонските фирми и компании, секако и за македонските граѓани преку тоа. Понатаму политички нели ќе можат да учествуваат како наблюдувачи на седниците, на заседанијата на различни тела и институции во Европската унија. Тоа можеби не звучи како нешто многу, меѓутоа факт е дека земјите, иако не се членки, стануваат дел од тој процес на одлучување и во најмала рака ќе се информираат од прва рака за тоа што се случува и каде оди европската политика. Така што мислам дека бенефитите, ако се прават тие реформи, ако се оди на тој пат кој што е нели на некој начин однапред и зацртан, тогаш мислам дека бенефитите ќе бидат големи за сите. Ѓорѓиевски, дали сметате дека во клучните европски престолнини, освен Париз и Берлин, постои вистинска политичка волја за прием на нови членки преку овој нов модел? Искрено да ви кажам, јас не сум сигурен колку постои волја во Берлин и во Париз. Од таму треба да тргнеме, затоа што проширување со полноправно членство, онака како што се случуваше во изминатите децении, мислам дека нема да се случи во блиски иднини, затоа и на почеток го кажав оној став од ЦДУ-ЦСУ дека проширување може да има дури откако Европската унија внатрешно ќе се реформира. И мислам дека генерално сега во европските престолнини, па и во Европската комисија во Брисел, имаат на некој начин проблем што ќе прават со Црна Гора. Земјата нели сака 28 година да стане полноправен член. Тоа веројатно во најголемиот дел од европските престолнини ќе биде можно и ќе биде одобрено, но се сомневам дека ќе биде одобрено кај сите, особено во земји како Франција, каде што еве дури да нема референдум, да одлучува парламентот, тешко ќе оди тоа мнозинство, ако добро се сеќавам од 3/5 што треба да се обезбеди во францускиот парламент, за да се нели ратификува членството на Црна Гора. Во Германија, уште од владата на канцеларот Олаф Шолц, недвосмислено се потврдува истата теза. Нема проширување пред реформи. Така што јас не гледам дека и во Германија се многу заинтересирани да има проширување по секоја цена со нови членки кои што би добиле полноправни права, значи право на вето меѓу другото. Затоа што се свесни дека тоа уште дополнително ќе го успори процесот и ќе отежни работата на Европската унија. Така што од случајот на Црна Гора веројатно ќе видиме какви сега модели и решенија ќе се бараат, бидејќи земјата е де факто најнапредна, целите се зацртани, она што го зборуваше сега и црногорскиот председател на самитот во Тивата, јасно дека тие таму го очекуваат тоа да се случи 28 година, меѓутоа дали Европската унија ќе испорачи што ќе успее да испорачи на црногорците, останува да се види. Ќе биде многу интересно затоа што е тоа многу важно и за веродостојноста на процесот и за кредибилноста на Европската унија, нели она што ние или во Македонија веќе долги години се збори тие проблеми, ќе сега повторно би можеле да излезат на виделина. За другите земји од Западен Балкан, приказната е малку поинаква. Албанија има малку подолг пат од Црна Гора, целите таму се 2030 година, а за останатите мислам дека е тоа една подолготрајна приказна и таму ќе нема потреба сега да очекуваме дали ќе биде полноправно или неполноправно членство, кога земјите се многу далеко од воопшто и од затворање или од почеток на преговорите некој од нив. Дали во вакви услови планот на Макрон и Мерц може да биде субститут на тоа полноправно членство во наредниот период и дали овој план ќе најде на одобрение во Брисел и останатите земји центри? Тоа е сега големото прашање. Мислам дека со оглед на тоа што планот доаѓа од моторите на Европската унија, од Германија и Франција, ја предпоставувам дека се направени некакви консултации со главните градови и со Европската комисија во Брисел. Урсула фон дер Лајен беше во Тивата и не ја слушнав да каже ништо што би противречело на овој план. Антонио Кошта, председател на Европскиот совет, не го поздрави директно, меѓутоа
зборуваше генерално позитивно за него, дополнително и самиот Кошта, ако се сеќавате, зборуваше и за поедноставување на процесот на преговорите на земите кандидати, и тој кажа, ако добро се сеќавам, дека во моментов треба повеќе од 40 пати во текот на целиот пристапен процес да се гласа и бараше да се гласа, например, не за почеток на одредено поглавје или кластер, туку при затварањето. Така да очигледно во Европската унија, сакам да кажам, има идеи како да се надминат од една страна и билатералните проблеми, од друга страна и проблемите кои што земјите од Западниот Балкан ги имаат во односите со Европската унија, и тој процес некако да се забрза. Дали ќе се прифати, јас не гледам причина зошто некој би го одбил. Имаше и од премиерот на Луксембург, претходниот словачкиот премиер, некои дисонантни тонови во тој однос, меѓутоа по мене, а и од она како реагираа земјите на Западниот Балкан, доколку тие тоа го прифатат, не гледам зошто некој во Европската унија би го одбил. Да. Георгиевски, ви благодарам за ова учество во денешната емисија на Директно. И благодарам за поканата. Да. Остануваме, го слушнавме размислувањето и на Георгиевски. Вели, не гледам зошто некои од другите европски лидери би го одбиле ова, иако веќе некои изразија резерви. Словачкиот, луксембуршкиот, како што кажа премиер. Ние допрва треба да видиме како на тоа ќе одговорат нашите соседи, Бугарија, например. Прво, треба да знаеме дека до година во Франција ќе се одржат претседателски избори и Макрон ќе замине во историја, бидејќи нема повеќе право да се кандидира за претседател, а таму е претседателски режим. Може да дојде Лепеновата политичка партија и во смисла на иначе политичка партија која што не е баш, мислам, можеби Бардела ќе биде Жордан Бардела или Лепен, кои што не се баш расположени за проширување. Така што ќе видиме што ќе се случи, значи до мај месец. Втора работа. Како што кажав на почетокот, се работи за два концепта. Геополитички и компенхашки. Овој градуелен систем на интегрирање е всушност една формула да се избегне тежината на јавното мислење, кое во принцип од една страна не беше баш наклонето кон проширување, но од друга страна војната во Украина создаде извесен, би рекол, фидбек, геополитички фидбек на размислување и кај граѓанинот на Европската унија и кај лидерите во смисла да ги осигураме географските граници на идната европска граница, се мисли на Украина. Така што тоа може на извесен начин да помогне да дојде до олабавување. Иначе да подсетам, кога избувна војната и кога Европската унија реши на Советот на Европската унија да и се помогне на Украина, никој не помислуваше на било какво вето, а се обединија и шпанскиот председател, и Макрон, и италијанската председателка, мислам, премиерка. Орбан размислуваше за вето. Да, меѓутоа и Орбан. И Орбан беше за Украина. Тоа е збора на почетокот. Зборот вето беше исфрлен од употреба, но сега со тек на времето, нели, знаете самите, работите се разводнија и така натаму. Сега Бугарија од која што има практично интерес, кој што го повтори и Радев, интерес во смисла на вметнување на бугарството, малцинство, како да го наречам, или македонци кои што се чувствуваат како бугари, всушност ја префрли топката на Европската унија. И Бугарија нема ништо со тоа. Ние можеме да правиме иницијативи на добра волја и така натаму и така натаму. Меѓутоа, мултилатералата на Европската унија е зад предлогот бугарите и останатите да влезат во нашиот устав. И затоа тоа прашање мора да се реши.
Зошто? Затоа што од една страна вие не можете како мала држава и кандидат да се спротиставите на една огромна Европска унија која води Советот нејзин, составен од сите председатели или држави и премиери на држави и влади, и од друга страна да тоа го негираме. И мислам дека постепено тоа им е јасно и на Мицковски и на останатите дека од ова нема бегање доколку сакаме да направиме еден исчекор кон Европска. Не, вие и на почетокот кажавте уставните измени се неопходни дури и за овој процес на постепено членство. Меѓутоа, овој процес на постепено членство дали нуди некаков тип на институционална гаранција за Македонија дека во иднина нема да има нови блокади на патот за прашања кои што не се од круцијално значење за Европската унија? Мислам дека сега формално никаде не пишува дека нема да има блокади. Бидејќи да сте членка на Европската унија, тоа значи да ги прифатите сите нејзини правила, однесување и така нато. Меѓутоа, сега зборувам ирационално во смисла што ќе се случи ако во една држава кандидат се направи државен удар или ако исполнат меѓуетнички судири. Затоа реков за прашања кои што не се поврзани со критериумите на добро владење, копенхашките критериуми, економските и така натаму. Мислам дека барем од мои извори кои што се валидни, мислам, бидејќи имав можност да се сретнам со неколку функционери пред се од Франција, од Европската унија, мислам дека Бугарија нема да се усуди да наметне нова пречка за влегувањето, за да ја спречи Република, нашата држава на патот кон Европската унија. Но, од друга страна, сепак зависи од заслугите на реформскиот пат. Инаку, знаеме дека Европската унија времето кога го ширеше нормативизмот, која се претвори во машина за создавање закони, кој им ги наметнуваше и на членството, и на новите, и на кандидатите, веќе таа епоха е завршена. Сега Европската унија размислува геополитички. Геополитички во однос на Украина и Молдавија, помалку геополитички, но сепак геополитички во однос на Западен Балкан. И тука можеме да констатираме дека со инвазијата на Украина од страна на Русија престана тој процес на мека сила на Европската унија. Европската унија реши сега да употреби тврда сила, значи да употреби форми на убедување, да се заинтересира за реализација на своите геополитички позиции, да ја помага Украина и пред се да настојува да се наметне како светски актер. За жал, до сега Европската унија не се наметна, особено со факторот Доналд Трамп. Европската унија сега актер, меѓународен актер од втор степен и таа настојува сега да го поврати она што порано била, но како што кажав, со геополитички средства, не со средства на како нормативен актер. Незири, што мислите вие во однос на овие идни можни условувања кои што би стоеле на патот, а доколку овој план дојде во некаква стане нормативен акт? Мислам дека јас се сложувам со професорот Ружин дека постепеното членство не значи дека не треба да се исполнат реформите. А дел од тие реформи и критериуми се и договорот со Бугарија, тоест францускиот предлог, кој што предвидува и уставни измени. Значи тој не е веќе билатерален проблем, туку е критериум кој што треба да се исполни за да се оди напред во тој процес на членство. Значи тоа постепено членство е замислено да речеме на пример, ако земјата ги исполнува сите тие реформи и критериуми за да стане дел од европскиот пазар,
тогаш не треба да чека членство полноправно за да биде дел од тој пазар. А тој пазар е, вие знаете, 500 милиони и најголем пазар, еден од најголемите пазари на светот, каде што се отвараат безброј можности за домашните компании. Исто така и за вработувањето, пазарот на труд. Ако ние ги спроведуваме реформите кои што се потребни за да станеме дел од тој пазар на труд, европски пазар на труд, со признавање на дипломи, со квалитет во високо образование и така натаму, тогаш секој жител на Балканот и на Македонија ќе може да аплицира на било кој конкурс кој што се отвори во некоја европска институција или европска земја или европска компанија. Значи, де факто ние со таа постепено членство, де факто граѓаните стануваат дел од Европската унија, само што нашите системи, нашите институции, значи политички системи, не стануваат дел од европскиот политички систем како целост. Мислам дека тука сепак ќе зависи од волјата на политичките елити. Сега имаме една констелација, владина констелација, која што не се покажа баш во најдобро светло кога станува збор за интеграцијата во Европската унија. Видете само колкав дел од реформската агенда е исполнета. Значи, од таа реформска агенда 2024-2027, која што самата влада ја приложи во Брисел и се обврза дека ќе ги спроведе тие реформи, од, мислам, 133 чекори, реформски чекори, само 21 се исполнети, некои 5 се во процес на исполнување, имплементација, така што многу се заостанува и во однос на оваа реформска агенда. Значи, не е пречка, во овој дел не е пречка спорот со Бугарија. Земјата требаше да, кога имаме, ајде да не употребувам блокада од Бугарија, но кога имаме блокада која е потикната од Бугарија во рамки на Европската унија, сега, што требаше оваа влада да направи? Преку спроведување на таа реформска агенда да врши притисок до европските институции, дека ние навистина сакаме да бидеме дел од Европската унија, но имаме еден виновник кој што тоа го оневозможува. Но кај нас се случи спротивното. Ние фактички пред Европската унија покажавме дека не сме и толку заинтересирани. Нема тука политичка волја за да се спроведат тие реформи за ние да бидеме дел од Европската унија. Земете ја Молдавија. Молдавија исто така приложи реформска агенда 2024-2027 и пред време, значи сега има уште една година за тие реформи да ги спроведе, Молдавија пред време ја спроведе таа агенда. Или Албанија, која нели само видите колку пари повлекла, зашто тоа е нели еден нов инструмент реформи, па за сите реформи ви даваат се отвараат фондови и земете колку видите Албанија колку искористи од тие фондови. Значи мислам дека 240 милиони, 250 милиони, дека ние 110 и 120 милиони. Што значи нека мора и реформите внатре да се спроведат и од реформската агенда, но да се следат и сите тие извештаи на Европската комисија годишни, кои што нели ги детектираат проблемите во нашиот политички систем, па исто така ги имаме ние скрининзите од сите поглавја и таму треба да се фокусира владата за да ги исполни тие реформи, за на крај постепено да се интегрираме. Моје мислење е дека нема да биде на крајот на процесот многу важно дали нашите политичари, европратеници или не знам комисионери таму ќе имаат право на гласање, ќе имаат статус на наблюдувач. По голем интерес за граѓаните не само на Македонија, туку и на регионот ќе биде дали ќе патуваат без граници, дали ќе може да работат, ќе може да работат секаде кај што може да најдат работа. Дали ќе ги користат фондовите за агрикултура, на пример, она што е една од најважните европски политики. За наука, за не знам, за многу други сфери. Дали камионџиите ќе може... И тоа би одело постепено, во да. секој случај, ќе зависи од затварањето на поглавјата. Токму така. Меѓутоа ќе бидеме дел од тој пазар. Благодарам за сега, куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Господин Ружин, дали е ова можеби, како да речам, најголема шанса за
фаќање приклучок кон ЕУ, после оној вакуум што го остави Европа на Балканот и на Западниот Балкан, после Солунскиот самит, кога имаше една силна енергија која што во меѓувреме се разводни од најверојатно од балкански причини. Да, балканските причини, меѓутоа и европски причини. Балканските причини доцневме за реформите на Источна Европа и Источна и Централна Европа, збора оној посткомунистички период кога падна комунизмот. Полска, Чешка, Словачка тогаш беа неподготвени, но одеднаш Европската Унија се соочи со маса нови држави кои што сакаа да станат членки на Европската Унија и затоа беше променет системот на проширување преку копенхашките критериуми. Во исто време Балканот војуваше, доцнеше, имаше војна, меѓуетнички судири, корупција и така натаму. Но Европската Унија исто така имаше одредени, би рекол, заслуги во негативна смисла, затоа што избувна билатералните односи меѓу државите членки и кандидатите, се појави корупција па и популизам во некои држави на Европската Унија, а освен тоа Европската Унија самата покажа замореност од проширувањето. И оној период на замореност траеше, мислам, предолго. Како реков, од 2004 година до 2026 година, тоа се 22 години, тоа се смета за голем неуспех на проширувањето и голема црна точка на надворешната политика на Европската Унија, бидејќи проширувањето е дел од надворешната политика на Европската Унија. Само Хрватска 2013 2013, да, само Хрватска. Меѓутоа 2003 10 држави се кои што се во кандидати. И сега една држава само и самите европјани тоа признаа. Сега се оди кон нова опција, нова формула, која што ја мислам дека како и сите констатиравме е позитивна, но сепак треба да се издржи во реформите. Треба да се покаже поголема енергија и треба исто така лидерите малку да го сватат интересот на граѓанството одека. Нема потреба од популизам, од индоктринации, ако нешто се направи. Всушност, вие сте лидер за да земете ризик. Она приказна, ќе го издадам народот, никогаш нема да подпишам и така натаму. Тоа не е дел од политичката култура на современиот политичар. Тој мора и да ризикува, тој мора да биде храбар, тој мора да пресече и да каже во реќе, ако веќе е таа стратешка цел на оваа држава, тогаш да одиме кон Европската Унија. Мислам, смешно е да кажете дека ако го склучиме договорот со Европската Унија во смисла на проширување на државите на малцинствата, дека на тој начин ќе дојде до бугаризација, дека ќе го изгубиме идентитетот и така натаму. Ја имам чувство дека некој не знае што е идентитет во оваа држава. Може ли некој да ви го земе идентитетот? Вие се викате Младен Чадиковски. Може ли некој да ви го земе вашиот идентитет кога сте вие познат новинар, кога имате име, презиме, имате минат труд, живеете овдека и така натаму? Значи не може. Идентитетот е чувство кое што го чувствува секој граѓанин. Ако јас се чувствувам како таков, никој не може да ми го смени идентитетот. И затоа мислам дека треба поголема флексибилност, поголемо учество на науката во овие стратешки позиции на актуелната власт, иако и претходната многу не користеше наука, но како и да е, можеме да успееме во оваа насока. Ете, тоа е моето мислење. Да. Незири, Вучич и Рама веќе има заедничка колумна уште пред повеќе месеци, кога прв пат се појавија овие идеи за заедничко интегрирање во Балканот, каде што со две раце би рекол ја прифатија
таа идеја. Што станува со Црна Гора во услови кога таа е на чекор до членството? Предпоставувате ли дека доколку дојде до реализација на овој план, Црна Гора ќе отиде чекор напред, односно кон полноправно членство, па остатокот од Западен Балкан да влегува, или ќе се чекаат сите земји да бидат во истиот кош? Мислам дека за Црна Гора веќе се пишува пристапниот договор за членство во Европската унија и не би бил добар сигнал за останатите земји аспиранти ако Црна Гора пак се остави во чекалната и по сите овие спроведени реформи во последните години. Имате тотална трансформација на државата. Црна Гора доека е во процесот на преговарање со Европската унија и таа трансформација успешна трансформација. Успешна, да. Не треба да се сфати како да кажам, како жртвување на Црна Гора за нешто за членството, што и на крајот на денот и да не биде дел од Европската унија, таа позитивна, успешна трансформација на Црна Гора најпрвин ќе служи на граѓаните на Црна Гора, зашто таму имаат сега независно судство, имаат независни институции, имаат департизирана администрација, ефикасна, која служи на граѓаните. Значи, на крајот на денот, сите тие реформи кои што ние збориме не се жртвување на државата за нешто поголемо. Тоа е фактички трансформација на државата и модернизација на државата за да се дојде до нивото на Европската унија, не само во начинот на функционирање, туку и во смисол на животниот стандард. Дали Европа ќе примила Црна Гора заради тоа што таа е напредната во овие трансформативни реформи за кои што зборувате, или заради тоа што малку повеќе стравува од српското влијание, српскиот свет тамо, па и руското до некаде, па и геополитичката поставеност и отвореното море на Црна Гора. Што е главната причина? Историски Европа, може и професорот Ружин тоа да го образложи, Европа секогаш го бранело Средноземното море за да нема пристап Русија. Топлите мориња. Да, топлите мориња. И мислам дека тоа е некоја стратешка цел која што е константа во европската така да сплетена на околности околу Црна Гора е половина милион луѓе, што нели едно градче од Европската унија. Згодно се ги помина сите тие пречки. Ти си ги спроведе реформи кои што требаше да се спроведат и на крајот значи останува Европската унија да испорача. Зашто ако не испорача во однос на Црна Гора, тогаш ќе ги демотивира сите останати аспиранти за да го следат тој пат. И затоа мислам дека Црна Гора кои веќе се демотивирани до некаде. Да, Црна Гора ќе добие членство. Како ќе се реши правото на вето, тоа останува да видиме, што и Црна Гора утре може да, не знам, да стави вето и за Србија, и за Албанија, и за останатите, може и за Косово. Добро, освен ако не иде оваа градуалното мислам дека и кај Црна Гора имаше понуда дека да биде членка, но без право на вето. Таа, нели, црногорскиот претседател се изјасни за тоа дека не прифаќа такво членство или полноправно или никако. Така што мислам дека Црна Гора ќе биде дел од Европската унија 2028 година, додека останатиот дел, тоа што вие го спомнавте како колумна на Вучич и Рама, тоа веќе е прифатено, што Вучич и Рама се на некој начин тие двигатели на Западниот Балкан кои што нели и наметнуваат темпо дали позитивно или негативно во однос на интеграцијата. Добро, гледам сигналот и тука е од прилика сличен и во македонската официјални лица во владата. Босна и Херцеговина и Косово? Тие се најдалеку од членството. Босна сега доби статус на земја кандидат, додека Косово се уште нема. Има аплицирано за статус да добие статус на земја кандидат, но нема добиено, од причина што 5 земји од Европската унија се уште не ја признале како држава. Така што овие две држави се многу проблематични, би рекол, и за самата Европска унија, и за сега тие остануваат да се решат на крај. Јас сепак мислам дека на крај ќе се најде решение и за овие земји, што
А проблемот на Балканот е што во еден мал географски простор со 15 милиони жители имаме 6 граници или можеби повеќе и една регионална интеграција преку Берлинскиот процес која што донекаде се спроведе, па потоа интеграција на овој регион во европскиот пазар на труд или европскиот пазар на капитал би можело уште повеќе да го европјанизира регионот до тој степен што утре и интеграцијата на Косово и на Босна и Херцеговина да не биде толку проблем како што е сега. Значи овие две земји немаат добиено мислам имаат добиено нула средства од ова инструментот за реформи и раст, што е индикатор дека Од Берлински процес имаат добиено. Од Берлински процес да, но од ова новиот инструмент немаат добиено, што е показател дека овие се заглавени во внатрешното функционирање на самите држави, но и во однос на споровите што ги имаат со соседите, особено Косово, во однос на Србија. Да, Ружин, вашето мислење за регионално малку околу сите овие држави, вклучително и Црна Гора, што ја спомена. Значи, вака, на почетокот, кога се најави членството на Украина и на Молдавија и опција Грузија и така натаму, балканските лидери со право беа и фрустрирани, сметајќи дека Европа само формално ги гледа, дека Европа практично никогаш сериозно не мислела на Балканот, на Западен Балкан, дека не постојат никакви иницијативи, дека дури една држава, и тоа Македонија се споменува, исполни мощно значени услови, ја вратија можеби по наредба или по сугестија на некој од Брисел, па тоа Бугарија беше машата што го направи и така натаму и така натаму. Но сега со овој процес каде што геополитиката во прво време ни одмогна, сега геополитиката може да ни помогне, бидејќи европјаните сватија дека ова празнина Западен Балкан мора да се пополни и тогаш поранешниот функционер Жозеф Борел самиот кажа, ние доцневме како геополитичка сила, како геополитички актер кој што беше индиферентен кон светските настани, а уште и кон регионалните настани на Балканот. Едноставно се водевме, ќе кажеме, ќе направиме закон и ќе им кажеме овој закон спроведете го. Меѓутоа, сега Европската Унија и самиот Борел исто така, свативме дека треба да бидеме актер од прв степен и затоа мораме Западен Балкан да го вклучиме. И можеби тоа е мала сатисфакција. И затоа реков, ова постепно интегрирање всушност можеби да се избегне и негативноста на европското јавно мислење на државите Франција, Германија, Шпанија и така натаму, за да се направи мал бајпас. Кога нашите луѓе од тука, од оваа држави, од Западен Балкан, ќе се најдат таму, тие поинаку ќе размислуваат. Значи, треба да се изфрли оној негативен ефект. Немаме доверба, ќе не изиграат, само формално ни кажуваат, а суштински ништо и така натаму и така натаму. Во однос на состојбите на Балканот, ја мислам дека тезата Open Балкан не беше лоша замисла, иако некои делови останаа да функционираат. Добро, Берлин плюс се надополнуваа, Берлин плюс остана да функционира, Косово и Босна се точно доста доцнат, но со ова интегрирање исто постепено практично луѓето ќе почувствуваат дека и тие се во иднина ќе станат членки на Европската Унија. Сега да видиме дали е тренд или, бидејќи пазете, се уште оваа концепција не е разработена до танчини. Само ги кажа глобалните правци, кои што вие ги спомнавте, нели? Глобалните правци на постапното интегрирање. Што натаму ќе донесе, ќе видиме иднината. Сега прво треба да се изјаснат. И мислам дека е прифатено тоа на Западен Балкан, освен Црна Гора, која што смета дека на известен начин ќе биде закочена на овој начин, но таа мора да смета дека и во Брисел и другите центри се решава. И второ, пред се Европската Унија, Советот на Европа треба да
пресечи да каже во ред е. Но кога тука за таа идеја стојат Макрон и Мерц, мислам дека може да се каже дека практично е завршена ова работа. Колку брзо може да иде, познавајќи ги европските институции, колку брзо може да оди оваа работа, бидејќи овде нема време Балканот да чека уште 5 години, нели? Следниот совет, не знам, треба да се одржи пролетос до пред јуни. Да се одржи и да се реши. Бидејќи веројатно не може да се реши на следниот совет или да се даде смерница, а за веќе следниот во декември да... Но Европа, ви реков, сега влада една друга психологија во крај, значи стоп на администрацијата, стоп на бирократијата, одиме да бидеме прагматични, одиме да бидеме геостратешки, по-геостратешки ориентирани, а кога е во прашање геостратегијата, не смее да се губи во време, нема доцнење. Видете што се случува со Трамп. Неговата геополитика, геостратегија во војната во Иран потврли. Секој ден губење е поголем од губиток. И тоа се свесни и во Брисел, и затоа мора ова тркало на историјата да го забрзаат, за да дојде до поефикасна Европска унија, бидејќи Европската унија исто така добива со проширувањето. Таа станува мокен фактор. Замислете сега да се поврзат целиот Западен Балкан, па се до Украина, до границата на Украина. Тоа е големата работа која што големиот бенефит и за Европската унија, но и за останатите народи. Да. Ваше мислење околу, бидејќи постои скепса околу тоа, дали Европа сега повторно ќе влезе во лавиринти малку бирократски, малку не по своја вина, малку и заради тоа што можеби некој ќе сака да го кочи процесот, или сметате дека ако се донесе оваа политичка одлука, дека таа веќе од следната година може да биде на сила? Јас мислам дека веќе постои еден вид на постепена интеграција на земјите од регионот, иако не било така насловено или можеби немало таква динамика која што би требало да има во иднина. Ние 2009 година добивме право на слободно движење во Шенген зоната, што не само ние, туку подоцна и другите земји тоа го добија, што беше олеснувачки фактор и фактор кој што успеа на некој начин да го трансформира општеството во сите балкански земји. Сега скоро станавме исто така членка на СЕПА, тоест инструмент кој што нели за банкарски трансакции без провизии, без големи пречки административни за да се развива економијата. Се очекува роаминг исто. Роаминг исто така, нели Борис спомна дека роаминг. Значи таа постепена интеграција мислам дека ќе биде поставена на еден вид на концептуална основа и стратегија која што ќе се одвива брзо. Јас мислам дека ако се усвои еден ваков план, тоа ќе треба да се случи во наредните 5 години. Значи до 2030 година мора земјите од регионот или граѓаните од регионот да почувствуваат што значи интеграција. Зашто проблемот кај нас е што мислите полноправното членство да финишира некаде за 5 години од сега? Ако се случи оваа постепена интеграција? Интеграција на некој дел да биде завршено до 2030 година. Од причина што речеме, ако стануваме ние дел од европскиот пазар на труд, тогаш сите граѓани тоа ќе го почувствуваат како бенефит од евроинтеграцијата. Ние за сега немаме разбирање или немаме представа што значи интеграцијата во Европската унија. Кога се спомнува таа интеграција, кај обичниот граѓанин се мисли само на жртвување, само на откажување, како што спомнавте, од идентитет, само на негативни асоциации кои што нели потоа создаваат одбивност од самата интеграција. Но кога постепено ќе се интегрираат, значи дел по дел или на рати што го викаат овој план, тогаш
ние ќе гледаме дека што значи таа интеграција. Значи практично ќе почувствуваат граѓаните што значи таа интеграција. Камионџиите ќе може да патуваат без посебни дозволи низ европските држави, без многу застои во регионот, но и во Европа, и токму оваа раздвиженост на луѓе и на стока, на капитал и така натаму ќе овозможува луѓето да сватат дека интеграцијата не е само, не знам, апстрактни каузи или апстрактни жртвувања, туку значи конкретна придобивка за нив и подобрување на животниот стандард. Ви благодарам што бевте гости денеска во Директно. Се надеваме дека за извесен период од сега ќе можеме да елаборираме на тоа колку брзо и дали се случува оваа интеграција за која што денеска зборувавме. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со вестите. Пријатно.